Кризната состојба во снабдувањето со нафтени деривати се продолжува за уште 3 месеци. Владата на денешната седница донесе одлука таа да трае до 21 октомври. Со ова се отвора простор владата да преземе мерки за одржување на животниот стандард на граѓаните ако дојде до нарушување во снабдувањето или до значителни ценовни шокови на меѓународните пазари на нафта и нафтени деривати. Кризна состојба се прогласува за владата да може брзо и ефикасно да реагира со цел да се зачува стабилноста во снабдувањето, да се ублажат последиците од евентуални пазарни нарушувања и да се заштитат интересите и животниот стандард на граѓаните и стопанството. По согласување на одлуката во рамки на владините процедури, истата ќе биде доставена до собранието на разгледување и донесување согласно законските надлежности. Веќе е известно дека во понеделник ќе има намалување на акцизите. Тие во моментов изнесуваат 22 денари за бензините и 15,5 денари по литар за дизелот. Овој потек доаѓа откако во 2 наврати за 2 седмици дизелот поскапе енормно за 8 денари по литар, а бензините за 2,5 денари. Премиерот Мицкоски пред неколку дена рече дека ќе почека до петок за да заврши тргувањето на берзите и да се знае точната цена на нафтата, но дека веројатно веќе се исполнети условите за помала акциза. Во моментов нафтата од типот Брент, која е релевантна за пресметка на горивата во Македонија, се тргува за $86 за барел, што е пораст од речиси 15% споредено со минатиот петок. За сега не се знае дали ќе има некои интервенции во цените на основните прехранбени производи. За во понеделник повторно е закажан состанок на владини представници со газдите на маркетите. Сепак, според анализата на Државниот пазарен инспекторат, цените во продавниците растеле побрзо од набавните цени на производите. Тоа значи дека дел од нив имале поголема бруто профитна маржа, односно кога се намалиле набавните цени, тие не ги поевтиниле производите, при што трошокот паднал на грбот на крајните купувачи.